Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, денеска е велики четврток, денот во кој што Христос, чие второ име е љубов, ја покажа сета своја љубов и смирение спрема своето создание, спрема човекот и светот. Две чудесни дела на рацете него. И тој покажа и направи се делото на своите раце да го заштити, да му обезбеди вечни и несмртни перспективи. Во таа смисла, тој прифати да биде исмеан, тепан, убиен и распнат на крст. И на тој начин Творецот, дарителот на животот и Спасителот и дарителот на спасението на се што постои вистински, а постои вистински се што рацете негови го создали. Само тоа што Бог создал има свое вистинско постоење, своја онтологија, свое битие, своја суштина. И на тој начин покажа кој е патот на нашето спасение. Патот на нашето спасение е тој, љубовта и смирението. Знаејќи дека неговото физичко отсуство тешко би ни паднало, покрај ветувањето дека ќе го испрати Духот Свет, тој не ја остави светата Евхаристија, односно себе самиот, целиот себе си, како храна небесна, како леб на животот и како вода жива, со која што се храниме и се напојуваме. За секогаш да бидеме живи, зашто живиот живот е животот што ни го подари Христос. Биолошкиот живот има кратко траење, но неговите потенцијали се есхатолошки. Сепак, живиот живот, биолошкиот живот, има свој голем непријател и неговиот непријател е токму екзистенцијалната смрт. Имено против таа смрт Христос застана со сета своја божествена сила. Но за да ја имаме како своја, да ја усвоиме таа методологија на живење и постоење, потребно е да соработуваме со Него. Во денешните 12 евангелија се сретнавме со многу позитивни и негативни личности. Утеха ли е фактот дека евреи го убиле Христос? Ако знаеме дека и евреите се луѓе, дека и евреите го представуваат родот човечки, зарем човекот не го уби Бога? го имавме
имавме неговите свети ученици, меѓу нив 12 разбойник, предавник Христос, кој што од Христа Господа беше избран меѓу 12. Со намера и со показ дека Христос ги избира за граѓани на вечниот и небесен град сите деца Адамови, кои што го носат животот како дар Божи. Но до спасението на секој човек не може да се дојде, ќе повторам, без лична, персонална соработка на секој од нас, посебно со него. Видовме дека постојат луѓе кои што не сакаат на тој начин да соработуваат со својот Господ, животодавец и спасител. Јуда Искариотски е негативниот лик. За него светите отци велат дека единствениот, кој што и при второто пришествие Господне не ке сака и не ке може да биде спасен. Зошто, браќа и сестри? Затоа што Јуда, откако свати дека невин човек предаде и стана причина за неговата смрт. Патем речено, тој беше неговиот учител. Отиде, ги врати 30 сребреници, цена за оценетиот, и си го одзеде живот. Гледајте, браќи и сестри, гревот на Јуда не е во неговото предавство. Гревот на Јуда е во неспособноста и несакањето да отиде, да се смири пред Бога и да побара прошка за својот грев. Тој не сакаше да ја прими прошката што Бог му ја даде однапред за предавството и се самоказна себе си со одземање на дарот на живот. А оној што си го одзема дарот на животот, умира со таа втора екзистенцијална смрт, бидејќи се враќа од постоење во непостоење, од битие во небитие, од живот во смрт. После тоа, имаме ли кого да му прости? Ако тој некој веќе е никој, ако тој што постоел сега не постои, ако тој што имал битие сега го нема, и ако тој што живеел сега се вратил во смрт. Еден париски ученик по веронаука праша од својот вероучител што попарво постои, смртта или животот. Правилно одговорил смртта. Зашто ни од што Бог го создаде светот, од смртта човека го повика во живот. Враќањето назад е кобно, непоправлива грешка. Токму затоа Светата Црква Божја не благословува да се молиме за самоубици, бидејќи немаме за кого да се молиме. Јуда ќе постапеше правилно ако му пристапеше на Христос и му ги кажеше волшебните зборови: прости, учител. За да го добие тоа
што однапред веќе Христос секому му го дава, без двоумење, без мислење. Зашто целта на Христа Господа е да се спаси секој човек, а тоа значи сите луѓе и сето создание. Но ќе повторам, спасението на светот и спасението на човекот е неможно ако отсуствува нашата волја за соработка со него. Ако не станеме дел од божествената икономија, домостроење на спасението на човекот и на светот. Амин. Премудрост, простом стоејќи да го слушаме Светото Евангелие, мир на сите. Ке се чита од Светото Евангелие според Лука. Фарисеите го помоли Исуса да јаде со него, и он кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, штом чу дека он седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе алабастрен сад со миро, па штом застана при нозете негови одзади, плачејќи почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и ги помазуваше со миро. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил, си рече во себе, велејќи, да е пророк овој, би знаел која е и каква е оваа жена што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече, Симоне, имам нешто да ти кажам. А тој одврати, учителе, кажи. Исус рече, двајца беа должни на заимодавец. Едниот му должеше 500 пенези, а другиот 50. Ама бидејќи немаат тие да му вратат, тој им прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ќе го милува? Симон одговори и рече, мислам оној кому повеќе му простил. А он му рече, право пресуди. И кога се заврте кон жената, му рече на Симона, ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твојот дом, ти ни вода за нозете не ми даде, а таа со солзи ми ги огли нозете и со косата своја ги истри. Ти не ми даде целив, а таа откако влегов не престана да ги целива нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозете мои. Затоа ти велам, неизи се простуваат многу гревови, оти ме возлюби многу, а кому малку се простува, мала и љубов има. Неизе пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува? На жената пак и рече, верата твоја те спаси.
оди си со мир. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Ти благодариме, Господи Боже на силите, кој ни удостои сега да застанеме пред Твојот свет жртвеник и да припаднеме кон Твоето милосрдие за нашите гревови и за незнанието на народот. А и на оние што со нас се молат, дарува им Боже преуспевање во животот и во верата и во разумот духовен. Дај им на оние што секогаш со страв и љубов Ти служат, без вина и без осуда, да се причестат со светите Твои тајни, та да бидат достојни на Твоето небесно царство. Премудрост, та секогаш чувани по Твојата власт, Тебе слава да Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш.